Ова ќе биде една мотивациона духовна порака за сите вас кои што ќе се најдете на ова видео и ќе биде во ваш домет. Енергија која што ќе превземе уште една енергија за да ви го оплемени овој ден. Енергија која што ќе ве застане на пијадесталот во вашиот сегментен живот. Некому ќе донесе радост, а некому токму смерница. За некој од вас ќе биде од големо значење кое што ќе треба да превземе акција. За некој од вас ќе биде токму наменета оваа порака да со неа патувате и се воздигнете на едно енергетско ниво кое што ќе води до енергија љубов, енергија оплеменитост и енергија на воздигнување, како на емотивно, како на работно, така и на ваше енергетско аурно ниво. Ајде да видиме што сакаат тарот картите денеска да ни порачат, да не мотивираат, да ни дадат духовна енергија и да не подкренат овој убав ден. За некому ќе значи премногу, за некому ќе го мотивира да стане од една енергија која што и не е така лесно да се биде. А за некој од вас ќе значи дека и токму оваа порака ќе биде наменета за да ви го промени смерот на размислување и да ве воведе во една енергија на душевна згриженост или пак на едно душевно пригрзување кое што и треба некому да дојде во овој момент и овој час. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ни порачаат денеска за вас. Да видиме каква мотивациона духовна порака ќе добиеме за денешниот убав ден и овој последен викенд од овој септемвриски месец. Ајде да видиме. Денешната порака гласи вака. Фрлете го вашиот штит од вас сами, затоа што имате ангел чувар кој ве протектира и ви дава енергија да немате повреди и да не бидете во самогард. Енергија која што вели доколку имате проблем, да нешто расчистите во вашиот живот, да нешто превземете некоја енергија на одговорност и на некоја енергија која што ќе биде во исчекување одговорност. Картите ви советуваат денеска во оваа порака да и ве мотивираат да побарате помош од ваш пријател, од вашиот ангел заштитник или пак од духовна енергија, од универзумска заштита која што за вас во наредниот период или пак токму денес ќе биде да го тргнете вашето размислување, вашиот гард, да го спуштите вашиот штит и да побарате помош од универзумот кој што ќе ви биде во енергија на одговорност и ќе ви служи како енергија одговорност и енергија на очекување. Доколку за некој од вас важи дека сте побарале помош од универзумот или пак од некоја енергија која што е духовно надградена повеќе од вас,
фрлете го енергетскиот гард и спуштете го долу и очекувајте да некоја одговорност која што е во ваша надлежност и која што долго ја очекувате да биде спуштена и да биде во протективна енергија за вас. Доколку се работи за енергија која што ве става да бидете во гардна ситуација, значи да бидете во вашиот штит, да го поткренете вашиот штит, енергија која што ве нападнува, енергија која што не ви дава да бидете во очекување, ве доведува до енергија лудост, енергија на беземотивност, енергија да долго време исчекувате нешто или пак вашата енергија ја потискува и ја става на долно ниво. Универзумот ви вели: спуштете го вашиот гард. Само тоа треба да го направите. За некој од вас да побарате помош, од ваши пријатели или пак од енергии кои што се духовно изградени. Или пак за некој од вас ќе биде да побарате помош од универзумот кој што ќе биде на ваша страна и ќе овозможи да сето ова што ќе дојде до вас како енергија, протективна енергија, да го направи универзумот за вас. А вие само да бидете во енергија на манифестирање, во енергија на протективно размислување и во енергија на одговорност со резултат да биде во енергија исчекување. Исчекување на знак од универзумот дека сте заштитени овој ден и секој нареден во оваа енергија. А ја на вам ви порачувам да и ви посакувам да овој ден биде за вас протективен, за што год да е. Да бидете во енергија на исполнување и не заборавајте вашиот гард да го спуштите колку што можете подолу, затоа што имате огромен штит од универзумот кој што и го става пред вас кога ќе се осетите во енергија на немоќ. Ви посакувам убав остаток од овој ден и се слушаме во наредна порака и наредно видео. Поздрав!